Царо што бараше разумна девојка да земит. Чита Александар Станојков. Еден цар сакаше да се жени, ама барал умна и разумна девојка што да заприлега за царица. Арно ама, во градот кај што седеше тој, немало девојка како што ја барал тој. Покрај царот имал еден стар човек што се допрашувал до него за секакви работи. Лала си го викал царот тој стар. Му отворил збор еднаш царот на Лалата за оти сакал да се жени. Слушај вамо ти, Лала, му рекол, одамна време кај барам девојче умно и разумно, што да заприлега за царица. Во столнинава кај што седам немат такво девојче. Јас сакам да сториш еден завмет, твоја милост да прошеташ по сета царштина моја и да ми најдиш едно такво девојче како што ти кажав. Кога чул Лалата тие збори од царот, му се поклонил и на часот беше тргнал да одит по цареа земја да бара девојче умно и разумно. Одејќи по патот Лалата, стрел еден човек што седел на патот да се одморува. Седнал и Лалата да се починит и се конуштисале двата. Од која се одморил човекот станал да си оид и му се здружил Лалата со него да патуват. Оделе што оделе по рамен пат и втасале до одно угорниште. Одејќи по угорното му се смачило на Лалата и му рекол на човекот: "Абре човече, мене многу ми се смачи од угорново, ама како голем, тебе уште поеќе ти се смачило. За да ни појди полесно одењево на угорново, ајде се поносуваме едни со други. Ти ќе ме поносиш мене, јас тебе и веднаш ќе го поминиме угорново." "Бри, ќе се носиме еден други?" му рекол човекот. "Кој ќе не види, ќе ни се смеи. Ај, со лафои, како да ќе го поминеме угорново." "Ај, така нека е," му рекол Лалата. Одејќи по патот, видел човекот една нива посејана со просо и му рекол на Лалата: Машала, што просо убаво има во нивана, тамам за жниење било сега. Блазе си му на стопанот што си го има, ќе го наполни амбарот." "Кај има просо во таа нива?" му рекол Лалата на човекот. "Тоа го изел стопанот уште од летоска." На тоа згора човекот ништо не му рекол, чунки чинелот и се смеит. Патувајќи двата, втасале до селото од човекот и бидејќи се стемнувало, го поканил човекот Лалата да преноќева во куќата негова, а сли тоа бараше Лалата и му се вратил дома му. Човекот имал една ќерка многу разумна и носот ја бил малце накривнат. Седејќи вечерта и праејќи муабет Лалата и човекот, ќерка му од човекот само слушала и итро го гледала Лалата во устата што зборувал. Лалата се во неа се пулел и сакал и таа да ја замеша во разговорот, та да ја види што знае да кажет. "Арно бе, братко, арно се имаш твоја куќа и по куќнина, ама уште оджакот да не беше крив, тогај немаше кој што да ти речит," му рекол Лалата. Тој збор не му го рекол за оджакот, ами за носот од девојчето дека е бил крив. "Море, каде е крив оджакот, бре, братко?" му рекол човекот. "Зар така ти се гледа тебе?" На тоа згора се сетило девојчето и за носот незин рекол Лалата и веднаш беше му рекла: "Ако не е оджакот малку крив, стрико, лели чадо не излегува направо?" Кога е чул зборот на девојчето Лалата, веднаш беше се сетило тие итра прилична за царица. Од кога си легнал Лалата да спие, татко и девојчето си чинеле лакрди за каков човек е Лалата. Му се чудел тој на зборовите што му велел дома и по патот кога сиделе. "Мори, ќерко," ја рекол татко е, "за чудење ќе биде овој човек на зборовите што и велит. Идејќи на угорното, ми рече да се носиме еден други за полесно да не биде. Бич бидува тоа, јас не му кандисав да се носиме." "Да, не ти велел да се носите на рамо, бре, татко, туку ти велел да чините лакрди за полесно да ви дојдете." "Арно тоа, ќерко," ја рекол. "Тоа може и така да е, ами што видев една нива со просо сејана и втасана да жнење и му се повалив оти ќе наполни амбарот стопанот. Тој ми рече оти просо немало во нивата, чунки било изеено уште кога било зелено." "И тоа што ти рекол, право го ти рекол,
Чунки, нивата од некој сиромав и уште летос казал просол на вересе и го изел. Многу умен треба да е тој човек, татко, му рекло девојчето. Сите тие збори чул лалата, чунки не спиел, и утрото ја дал нишанот и ја свршил за царица да бидит. Си отишол лалата кај царо и му кажал ти му нашол девојка умна и разумна и му ја свршил. По малку време курдисал свадба царот и ја зел девојката за невеста. По неколку месеци царот, не бидејќи тука, дошле двајца да се судат. На едниот беше му со ждребила кобилата под колата на другиот и тој со колата му го земал ждребето, ја колата му го родила. Од која видела царицата од тие двајца жалбата, посакала таа да му дај пресудба. Ти, човече, ќе му го дајиш ждребето, му рекла царицата. Што си го нашол под колата, чути, кола ждребе не раѓа. Дури не излезам пред царот, честита царице, ја рекол човекот, да се пресудам, не му го давам. Царот отиде в поле, бре човече, да ги затни ги ризите, оти излегоа рибите, та опасаа ризите и пчениците. А меч пасат рибите ориз, честита царице? А меч раѓа кола ждребе, му рекла царицата, и му го зела ждребето, та му го дала на тој со кобилата. Од кога си дојде царот од прошетка, му казала царицата за пресудбата, како пресудила двајцата со кобилата и со ждребето. Кога чул царот пресудбата од царицата, недрго му паднало ти, таа да знае да пресудит поарно од него и на часот и беше рекол вака на царицата. Слушај вамо, царице, ти да си земиш што ти е најмило и да си одиш од кај татка ти, од јас те неќам. Кога чу царицата тој збор, вечерта беше го опила царот со билки чемерики и беше го клала во една кочија, та беше си го однела дома кај таткоје. Кога се разбудил царот и се нашол кај таткоје од царицата, се зачудил и ја прашал царицата што барал тамо. Ти како што ми заповеда, честити цари, да си земам што ми е најмило и да си одам дома, и јас од тебе помило друго немам и тебе те зедов. Кога чу и виде царот тоа чудо од царицата, си ја зеде и си ја кердоса за векот.